премиера во нашата емисија. После, не знам што ќе правиме. Со Господ напред. Ајде да видам спотот и пушти ми гласно во студио, баш сакам да го видам.
Фала ти, колега, за ова што ми го подготви вечерва. Среде песна морав да му свртам на Гаро, да му честитам. Ја појма неам дека, мислам, знам дека браќава се мултиталенти и се пробале во разни музички жанрови, но ова е джез кој јас го сакам. Мислам, јас се ежам сега убавина, најубав великденски подарок. Морав да му се јавам и на неспремно тотално вечерва на линија го имаме Гаро Тавитјан. Гаро, добро вечер. Добро вечер, баш ми драго дека те гледам и дека ме покани повторно. Фала ти многу што прифати, драг пријателе. Дали ме слушаш добро пред се? Одлично те слушам, човече, извини, малце сум возбуден бидејќи ништо не договаравме, појма немав дека е ова толку добро. Викам, Гаро, нема стандард. Слушам ова, кажи ми сега, молим те за музика, ништо не стигнавме. Јас само ти се јавив, може ли у програма, прифати. Кажи ми за песнава, кажи ми кој учествува, кажи ми кој е композитор, кажи ми што е идејава, дали ова некој нов правец тренд и така натаму, дали е албум или е само адхок? Вака, да, за цел проект се работи. Инаку, мене ми беше огромна желба да соработувам со овие музичари кои што ги познавам целиот живот. Ги слушав, растев со нив, бев голем љубител, бидејќи тоа се светски легенди. Некои од тие членови ги знам поодамна, као на пример Морис Плежер, кој го свири басот на композицијата. Он беше music band director на Earth, Wind and Fire, Ray Charles, Michael Jackson. Не ме сесај. И многу други. Значи, Кажи ми го уште еднаш името? Морис Плежер. Морис Плежер. Има работено со Хенкок? Майкл Джексон, Дженет Джексон, Рей Чарлс, Earth, Wind and Fire, со сите, Кристина Агилера, Девид Фостер, тој е еден од најголемите композитори. Човече, свири ко Стенли Кларк го вози басот. Ја се ежев како што прави. А всушност тој е пианист и аранжер и композитор. Али ова му е исто така долгогодишна кариера и да свири бас и така. Перкусионистот, значи овие луѓе ги познам повеќе од 15 години, се настапувале со нив, ни беа гости во Карнеги хол. Перкусионистот е Рани Крижа, тој кој што настапуваше преку 1000 концерти со Стинг. Мислам, можеш да најдеш од него видео на YouTube Стинг, Рани Криен Стинг ќе видиш, има со Стиви Вондер работеше, со Принс, со Питер Гебриел, со Сантана, така. Настапува тој понекогаш со нас Рани Крија. Гаро, среќа имам долги ракави, иначе ќе бев сега како еж да ме видиш вака, наежен сум. Ме фати тотално неспремен, какви имиња спомнуваш, какви колаборации. Уште еднаш името на перкусионистот? Рани Крија. Значи, Рани Крија. Океј. Да. Океј. Он е стварно светска легенда. Човекот се сматра за еден од најдобри перкусионисти на сите време. Големо име. Има над 13.000 концерти во кариера. Скоро сите албуми на Стинг ги снима тој. Ги знаеш оние негови хитови на Стинг и така. Исто така Ерик Мерентал, тој ми е, значи, долгогодишен сон, саксофонистот. Саксофонистот. Страшно звучеше. Сите овдека рекоа, вика саксофонов растури. Епа, ти се сеќаваш на Чикорија Електрик Бенд со Дейв Векал, Тучита, светската група, он функционираше како саксофонист на Чикорија 10 години, а потоа направи солистичка кариера со 20 албуми, понатака сними преку 600 албуми, вклучувајќи со Ерик Клептон и со сите можни светски, али мене ми е долгогодишен идол, 2013 година го запознав во Америка, требаше да биде гости на нашиот концерт у Карнеги хол, меѓутоа ние го одложиме за 2014, а тој беше на светска турнеја подоцна и со години зборувавме како да оствариме соработка и ова беше идеална можност да случи тоа на моја огромна чест. Тој иначе Греми добитник 2 пати, 2 награди на Греми наградите, инаку 8 пати е номиниран, како и сите овие други, сите се Греми артисти. Оз Ной, тој е гитаристот, во моментот е најпопуларен во светот на джез и фјужн музиката. И со сите има
соработувано, но сите овие имат јаки солистички кариери и се прекрасни луѓе, многу спиритуални Гитаристот? Тоа е тој Озној што го спомнав. Озној. Добро, извини. Да. Тој израелец кој што веќе работи во Њујорк 20 години, настапува со сите, значи во групата му се Вини Калиута и такви, знаеш, имиња, али изгради многу феноменален стил и печат идентитет во свирењето. Тоа е виртуоз со страшна енергија и многу бевме љубопитни како ќе ги споиме сите овие. Брат ми го знаеш, нели, он свири тури соло. Јас сум, значи, продуцент, автор и аранжер на композицијата. И она што е куриозитет овој пат, песната беше промовирана од најголемото музичко списание за бубњари во светот, Modern Drummer Magazine. Тоа е списание со кое што сите ние бубњари низ цел свет пораснавме. Тие ми се јавија за интернационалниот ден на джезот, дали би им дал некој видео, дали имам во моментот. Јас бев шокиран, бидејќи видеото го спремив на една друга светска платформа што се вика Drum Talk TV. И двете платформи имаат по 1 милион followers, знаеш, тоа е светска агенда. И сега видеото многу добро котира на Modern Drummer има преку 30.000, 35.000 вјуа американски. Гаро, не го знам уопште видеото. Ја прв пат додека, значи ти се јавив додека го гледав. Значи не сум отишол на YouTube да видам. Нема време, ништо ни да се подко, ни пред емисија појма немав. Така што ова е страшно. Но како ја остваривте соработката? Како се снимени материјаливе? Како е синхронизирано? Гледам дека е ова секој свири во свое поднебје, во свое студио или не верувам дека така физички се сретнавте. Објасни. Па значи ја 8 месеци ја работев композицијата. 8 месеци и тие ми пратија WAV фајлови од студио. Значи снимени во нивно студио аудио со наша комуникација преку Zoom. Тоа беше неколку месечна комуникација. Им пракав ноти, имавме видеокол, многу специфично снимање бидејќи аудио продукцијата буквално од оние детали какви микрофони, какви појачала, какви преампови, какви софтвери, процесори, све. И кога дојдоме до финалето, они ми ги испратија нивните веови снимени, подготвени преку V-трансфер. Јас ги смонтирав во моје студио врз аранжманот. И потоа следеше оној групен чат каде што имаш заедничко продуцирање. Наш мора да ги прашаш што се големи звезди, кој колку сака реверб, каков гейт, каков компресор, знаеш, додека не се задоволни они. И тој процес од 8 месеци се снимеја на видео. Јас се снимив на видео и ја споевме песната. Во суштина ти си автор, аранжер и продуцент на ова. Да, и свирам нели пијано и вокали имам некој мој. Немам капа у моментов да ја симнам, ти се поклонувам, ова е знаеш како, иако е ова, да речеме, една полесна нота, знаеш ти да бидеш прилично абстрактен, тешко комуникативен, но многу фокус и енергија бара да те човек најде, но овдека, како да ти кажам, влегуваш како во една фаза на смирение, на едно совршенство во својата надградба, во овој момент што го имаш. И ова само ја покажува дека и ти, брат ти, еволуирате, не застанувате и идете во димензии каде што, мислам, знаеш што, моите зборови не можат да бидат празни фалби, затоа што те сакам или те почитувам и така натаму. Но фактот дека вакви имиња прифатиле колаборација збори дека се ова што го изговараме е апсолутно точно. И мене ми импонира што ја вечерва разговарам со тебе за вакво нешто. Може дали ова ќе биде ваква музика, овој проект ќе биде еден севкупен албум CD? Да. Со брат ми, значи со Дики сега работиме на овој проект. Значи тоа е проамерички, прозападњачки, джез фьюжн, смут джез и разноразни фузии стилови и гости од овој калибар, да не ги откривам сега.
А има и други, нема да биде оваа постава. Да. Значи уште подобри гости, мислам подобри. Сите си тие еднакво големи во својата област и бранша. Едноставно многу ни е чест на вистина што се случува ова. Со голем мерак и голема љубов и почит го работиме ова. Абе една песна 8 месеци, колку ќе трае албумов? 8 години? Па веќе се снимени 5 композиции, ова долго време се работи. Но наш треба уште време да созрее, секогаш наидуваме секој ден на нова идеја, на нова инспирација и на нов пристап на нештото, бидејќи тоа се многу големи светски звучни имиња. Музиката ја пласираме во светот, тоа се сега светски платформи што не пласираат во моментот. И реакциите се одлични. Завчера бев на, не е битно сега, на национални вести во Србија, утре сум на америчка телевизија и така правиме интересна промоција на музиката. Бимбери Ќатварсан некој и се му текна у Македонија. Ајде, не се. Мене ми е жал, неќам да се омаловажувам себе си, ама мене ми е жал што мене ми текна. Што не им текна на уште 5 телевизии. Нема везе. Не те навлеко. Врати се на албумот. 5 песни се веќе направени, исто така во вакви колаборации, но дали ова тонот на албумот преку ова? Па знаеш што секоја композиција ќе биде различна, но ќе го задржи истиот карактер и дух и пристап. Нели? Значи, нема да бидат слични песните, бидејќи нема логика. Секој еден артист носи еден свој идентитет, сакаме тоа да го запазиме. Браво. Тоа е многу интересно. Инаку, ете да кажам и ки тебе, тоа е новост од денеска. Аха, повели. Стана взилџан артист. Чекај, не беше до сега артист на овие палициве? Викфир, да. Ти се најдобрите палки во светот. Сега станав на... Што му подари на мојот колега, мене уште не ми подари од нив. Добро, нема везе. Ако, добро. Знаеш, Зилџан, тоа е светската компанија која што постои 400 години, најголемата за производство на чинели. Ги имат артистите од Ринго Стар, од Ларк Урлих, од Металика, од Дурен Дуреан, од Квин, сите оние најдобри бубњари од цел свет. Имав таа чест да ми се јави газдарицата на фабриката, Крейги Зилџан, и менаџерот да ме поканат да подпишам за нив. И голема агендата, значи треба да се снима за нив видеа, да се патува, они имаат свој студија. И знаеш, имаат Zildjian Days, тоа се концертни ивенти, бубњарски фестивали. Мега бренд, ми е особена чест. Истовремено влегов и во ДВ, фирмата Бубњеви, ако си чул, тоа е најдобра. Како не? ДВ. Како не? Како не? Денеска тоа ми стига. Па ако го земеш албумот на Вудсток, ДВ бубањот е на насловната страна. Да. Па тоа е најголема америчка компанија во свет, значи исто така голем куриозитет, рамноправен артист сум со сите светски бубњари и Ремо Кожи денеска исто ми пратија договори така. Ја патував во овој период, не бев цело време тука и целата тоа се више inside stories како се случува таа агенда и договори и така тоа се тие новитети што ме драго дека ги споделив тебе во емисија. Вау, ја ти благодарам што ми укажа чест и искрено да ти кажам, збунет сум, не може ова туку така да помине, Гаро. Не, ова е сега информативна програма, ова бара 120 минути. Не знам, у моментов, ретко останам, ти ме знаеш колку сум јас борлест и снаодлив да импровизирам, ама у овој момент ја стварно многу тешко ми иде, бидејќи добив премногу информации кои мене ме возбудуваат и освен нели оние честитки, сувопарно би било што, но овдека има многу разговор, многу е слоевито, ќе ми дозволиш да се подготвам, ќе дојдам со камера кај тебе и ќе направиме едно интервју со малку повеќе, со брендовите да ги прикажеме, приказни за брендовите и сето тоа заслужува, а и голема работа и поттик кон нашиве музичари кои се во една тешка депресија, во еден очај, па плюс и ова целава ситуација, како да си го најдат местото
И твојот пример треба да биде, мислам, онака, sunshine, sunlight. Знаеш, у последно време го слушам, фаворит ми е албумот на Херби Хенкок, Sunlight. Тоа е од 75-та или 6-та година, кај што пее он со вокодар. И точно некако ми се надоврза и ти со ова, не е слично, не е стилски, но е пак оној така што не знам, ми се надополни убаво во целава работа. Знаеш, Херби Хенкок, секој албум му е радикално различен, музички и стилски, знаеш, каков голем музичар и музиколог е он во светот. Ја веќе почнувам тебе да те перцепирам после ова вечерва. Извини што толку време ми требаше. Сигурно требало многу поодамна. Верував во тебе, но ова сега гледам дека... Пази, допираше ти до одредени круги. Овдека сега веќе допира до сите. Ова е сега, не знам што да ти кажам. Ти веќе влегуваш во твојата литургија, пријателе. Сега веќе проповедаш на сите. Ја имам само една надеж и цел, бидејќи се што правиме во чест на Бога и од љубов, без никакви други калкулации, и со цел да инспирираме првенствено себе си, да си даваме волја во сите овие времења, но секој еден друг човек, без разлика на професијата, да верува во себе си, да даде све од себе, без разлика на исходот, и да оди до крај, бидејќи ова е тешка борба за секој еден од нас, во која било професија да сме во овие времења. И јас не очекував дека ова ќе ми се случи, морам да бидам искрен пред јавноста, али верував, многу долг пат беше, тоа може би дискусија за друга емисија. Али се што правиме, пак сметам дека не треба да бидеме ние крајната цел, туку да ја шириме таа позитивна енергија, да знаеме дека ни е даена од едно друго место и ние само како едни катализатори да ја спроведеме со многу колку што умееме. Амин. Те молам, како се вика песната, насловот на песната што ја пуштивме? Spectrum of Choices. Значи спектар на избори, да. Да. Spectrum of Choices. Додека јас и ти го направивме овој адхок краток разговор, од режија ми стигна, вика, спремен е вториот спот од Гаро. Кој тој за што зборите? Дали ти имаш појма што ќе пуштиме? Ние, бидејќи ја појма немам. Вие пуштивте видео, веројатно претходно? Да, видео го пуштивме од тој спотот за кој зборивме. Имаме уште едно видео кое што го снимивме за Викфирт, за најголемата светска компанија што произведува палици, нели направија палици со подпис, мојот подпис. Добро бе, ја последен ли да дознавам овдека у куќава, сите знаат само... Не, се шегувам. Океј, врати се, многу сум возбуден, извини, стварно, тотално непрофесионално ќе направиме професионално едно видео. Емисија. Значи, уште еднаш. Тажите работи се најубави. Ти си убав, ти си прекрасен. И јас сум циркузот во оваа ситуација, не се снајдов. Гаро, за крај. Значи, спотот сега, првиот спот се вика Spectrum of Choices, што го видовме. Ке мора уште еднаш тој да иде. Уште еднаш ќе иде вечерва, мора да иде, уште еднаш. Ќе пуштаме еден документарец, па после документарецот на крај и тоа, со убавина нека заврши. Уште еднаш, песнава сега што ќе ја видиме е... Ако е таа што мислам се вика Distant Land. Посветена на Македонија, тоа значи далечна земја. И тоа се наоѓа на таа светска платформа, америчка. Песната веќе оди. Христос воскресе, за многу години, набрзо те молам повторно во контакт ќе бидеме. Да, вистина воскресе, ти благодарам што ми се јави вака да направиме разговор. Секој е добро. Поздрав. Distant Land.